Добре дојдовте во подкаст Прангов. Место каде што разговорите се вистински, луѓето се интересни и секоја приказна вреди да се слушне. Пред да започнеме, би сакала да упатам огромна благодарност до нашите пријатели. Флукс кафе премиум, идеалното место за кафе средби, каде секоја голтка те инспирира за нов разговор. Следниот пат кога ќе ви треба добро кафе и уште подобро друштво, знаете каде да отидете. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови. Ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот, тоа е местото. Медиапоинт, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. Сега е време да ја најавам мојата гостинка. Станува збор за девојка која што кога зборува сите ја слушаат. Таа освојува сали, со срце волонтира за подобар свет, а наскоро ќе ја видите и во живо на сцена. Ораторка, волонтерка, уметник. Станува збор за Јана Димитровска. Добре дојде, Јана. Добро ме најдов. Пред да започнеме, кажи ни која е Јана? Јана е средношколка што со секој нов ден пробува да смени нешто во општеството и во низиниот живот. Накратко би го кажала тоа. Дали си иста пред камера и во приватниот живот, како личност? Да, се трудам да бидам иста и пред камера и во приватниот живот, затоа што верувам дека доколку ти не си ист пред камера, нема да привлечеш воопшто ниту публика, ниту доверба да имаш во луѓето. Така што пробувам да бидам иста секаде пред сите, искрена, отворена. Да, искреноста секогаш поминува пред публиката. Тоа го осеќа од далечина. Да. Кога некој е вистински или кога некој се прави нешто што не е. Точно, мислам дека клучот за успех е баш искреност. Да, искреноста. Ето, јас можам лично да кажам за моите видеа кои што ги правам. Да. Вирални се и се гледаат бидејќи се вистински. Луѓето ја имат почувствувано искреноста. Точно. Јана, јас тебе лично те познавам. Имавме можност да се запознаеме малку подлабоко. Ти си оратор, ти си играорец, ти си волонтер, ти си се што треба да има една млада, амбициозна девојка. Сега ме интересира мене, како ти започна со ораторство? Што беше поттекот, моментот кога си рече ова е за мене и сакам да го правам? Искрено не памтам точно кога почнав да се занимавам со ораторство, меѓутоа уште од многу мала читав и сакав да читам на глас пред некои да ме слушаат. Најобичните приказни да ги читам дома, на некои да ме слушаат. И кога почнаа стварно да ме слушаат, си реков колку убаво ми е, знаеш, ме слушаат како им читам и знаев дека сакам, од секогаш знаев дека сакам да бидам пред публика, да кажувам нешто и мене некој да ме слуша и да ме разбира во тоа што го кажувам. Уште од 10 години ја имам првата монодрама пред публика. Браво. Баш на 10-тиот роден ден, пред цела килна сала, ја кажував учителката монодрамата, која ја спремавме заедно со учителката Сања Ангеловска. И ми беше онака, мислам, прелиминарната точка за стварно многу да ме привлече ораторството и целиот тој свет и да се надоврзувам на некој, да се надградувам. Дали сама си го пронајде талентот за ораторство или некој ти помогна да ти каже, пример, Јана, зошто не почнеш со тоа? Или самата си го откри? Па, деломно сама си го открив, меѓутоа и моите родители многу влијаа врз сето тоа, да се навлечам кон тие води. Исто многу професори и наставници во основното и во средното училиште ме поттикна да продолжам и да се занимавам со ораторството, така што мислам дека успехот не е само мој, успехот го делам со сите кои ми помогнале да стигнам еве до тука. Поддршката во тој момент. Да, поддршката. Да. Тоа е многу битно. Да. Без поддршка не правиме ништо така. Дали кога прв пат застана на сцена, дали имаше некој страх од јавно говорење? Каква ти беше првата емоција кога погледна, например, толку луѓе? Искрено делумно го паметам тој момент, меѓутоа ја памнам преполната сала и малку онака исплашено се чувствував, пошто сепак 10-ти роден ден ми е не можам да бидам толку самоуверена, меѓутоа кога застанав, кога ме погледнаа сите онака, знаев дека баш тука треба да бидам, баш си реков еве баш за тука сум. Онака ги погледнав сите среќна, радосна, викам
одиме сега до крај, за тука сум. Да. Нема друга професија за мене. Браво, се гледа колку си амбициозна и мене ми е многу мило кога слушам вакви приказни, кога разговарам со млади, талентирани луѓе како што си ти. Браво, секоја чест. Сега, сака ми интересира, да, како дете ти е бил првиот јавен настап пред публика, но кога беше професионалниот пат, кога започна ти професионално со ораторство? Па не можам да кажам дека скроз професионално сум навлезена во ораторството, меѓутоа еве почнувам да се трудам да стварно професионално да го водам. Оваа година имав стварно професионално да кажеме ораторските вечери, во Штип на факултетот на економскиот факултет беа ораторските вечери, меѓутоа беа отправен. Тоа ми беше нешто повеќе како професионално, тука имавме обуки, имавме ментори кои стварно многу ни помогна да се изградиме сите оратори таму на некое повисоко ниво. Исто така оваа година имав пишувано есеј за филолошкиот факултет во Скопје, ми избраа во 10 најдобри есеи во државата. И таму ми беше некое на попрофесионално ниво, затоа што бев слушната од професори со докторати, низа докторати, и ми беше онака еден посебен успех. И ораторските, и есејот. Браво, значи част. Браво. Оваа година ми беше онака, одскочна даска. Одскочна даска за се понатаму што следува. Што следува, браво, секоја чест. Дали според тебе има некоја разлика од добар говорник и некој кој што вистински комуницира? Па, има меѓутоа многу мала разлика. Добар говорник пак треба да имаш одредена дикција, одреден вокабулар, за да можеш да бидеш добар говорник. Ораторството си бара некои специфична боја во гласот, специфична дикција. Тоа е нешто, меѓутоа се навежбува, а оној што зборува убаво, што нема трема пред публика, многу лесно може да премине во добар говорник или во оратор. Само му треба желба и малку работа. Не малку повеќе работа треба. Малку повеќе, желбата е битна. Да, бидејќи ораторството според мене не е никоја лесна работа. Можеби пример од страна луѓето гледаат, застанав, си кажав нешто и ајде си одам. А всушност за тој процес што луѓето не гледаат за тој процес? Има многу работа, е многу напорно понекогаш, затоа што одредени ситуации, одредени говори бараат од тебе нешто специфично. Значи некои говори бараат да бидеш емотивен, да го изнесуваш тоа јасно, гласно, меѓутоа емотивно многу, да навлезеш скроз во приказната, додека има некои говори што се повеќе површни, па ти бараат поубава дикција, поголем вокабулар. Да. Секој говор е специфичен на свој начин и секој говор бара од себе нешто посебно. Така што тоа е нешто што не го гледа народот според мене. Исто има многу работа и треба многу да се трудиш, меѓутоа кога имаш стварно голема желба, не го осеќаш тој напор толку многу. Не осеќаш таа тежина толку многу. Дали ти си имал случајно некоја незгодна случка на сцена, пример, и како го имаш решено тоа? Дали си се справила со некоја така? Да, па имам многу непријатни случаи што ми се имаат случајно. Ајде сподели нешто. Исто во 4-то одделение, баш имаше еден надпревар во основното училиште и ми дадоа на мене јас да бидам водителка, да читам сите што се прогласени за победници, ама имаше деца од цела Македонија и имаат многу специфични презимиња. Јас стојам, го држам оној листот, ги читам, јас заглавувам на презиме, не знам како да го прочитам. И сега учителката позади мене и вака џирка и го гледа презимето, не може да прочита, едва и никако го прочита, го склопи таа и ми шепка на мене, тука ја пробувам да го кажам. Некако се извлековме, мислам дека детето само се препозна, само си дојде да си ја земе наградата, пошто не можев да го прочитам презимето, ми беше многу специфично и тешко, ја им 4-то одделение не можам да го прочитам. Исто на ораторските, тато извини, на ораторски, пошто говорот... Ајде да видиме што е сега. Пошто говорот ми беше за татко ми, за пенисот, и баш имам директно обраќање на крај. Так. И тато седи во публика, онака баш на средина седи. И викам, сега ќе го гледам него директно, може некој ќе му текне да погледне кај гледам. И јас се вртам, го гледам тато и почнувам тука тато, знае дека јас те сакам.
И го гледам и овака само прави. И се врти настрана и вака се фаќа за глава, викам добро ме, викам чо. Значи на него му се обраќам, гледај ме и ме изнервира. Само се завртев на друга страна и си продолжив на друг некој да си кажувам, викам нема како да ти кажувам тебе, па не ме гледаш. И тој почна да се смее нешто во публика, јас зборував. После некако си го решивме ние сами после тоа. Човекот имал трема, 100% Да. срам, како Мислам беше горд, ама уште ќе му го помнам тоа цел живот, не кеше да ме гледа кога му се обраќав директно. Значи тато, еве тука јавно кажувам пред сите. Сега таткото на Јана си го однесе. Сега ќе мислам дека не е толку горд. Супер, Јана. Сега, како што кажав на почетокот, ти исто така си член на Црвен крст. Да. Зошто баш Црвен крст? Како дојде ти до Црвен крст? Многу спонтано. Црвен крст, баш во Црвен крст отидов затоа што е хуманитарна организација и некако кога ги гледам волонтерите каде се ги има, во кој сектор се делуваат, ми беше многу привлечно. Баш јас сум дете што сака активности, јас сум дете што сака да помага и ми беше многу интересно да станам дел од таа заедница. Влегов многу спонтано во Црвен крст, им треба, мислам, 2-3 волонтери за во Виница, партнер клубот на општинската организација што е кај нас. Им треба 2-3 волонтери да одат на некоја активност беше и се пријавивме 2-3 девојчиња од Каменица, отидовме, супер си поминавме, после 2 месеци мислам дека изгубив контакт со Црвен крст од Делчево што беше и ми се отвора можност ЦКА ПХВ програмата почнува, односно Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Одам се пријавувам на проектот и веќе тука кога почнавме да работиме лани баш на ПХВ проектот, онака почнав цело време да си работам во Црвен крст со активностите. Како го гледаш ти волонтерството? Волонтерството е најубавиот чин што секоја млада личност може да го прави. Значи волонтерството прво ти помага да се изградиш ти самиот како личност. После им помагаш на сите околу тебе. Мислам дека многу ти ги отвара видиците за понатаму. Онака ти покажува што се има во општеството што ние не го гледаме. Од семејства што се социјално загрозени, до секакви непогоди, до повреди, буквално се. Се што може да имаш некоја непријатна ситуација во животот, Црвен крст однапред ти го покажува и ти дава решение како да се справиш со неа. И така мислам дека и психички, меѓутоа и физички, емоционално те гради. Да, супер. Јана, извини, колку години имаш ти? 17 за месец. Значи сега сум 16, за месец дена 17. Јас сум фасцинирана девојче од 16 години да размислува по ваков начин, да има такви мислења и ставови. Секоја чест дете. Благодарам. Значи, ваквите личности заслужуваат да бидат видени и слушнати. Многу ти благодарам. Моја драга публико, ви ја представувам најамбициозното девојче кое што јас го имам запознаено. Ова од срце искрено го кажувам. Многу ти Не благодарам. овде затоа што сме јавно, не, тоа е од срце стварно. Ја на тоа го знае милион пати им го кажам. Фала. Сега, Јана, да се навратиме на тоа, ти ми кажа дека имаш сега или не знам за некој период некаков надпревар со Црвен крст. Зашто стане во збор, ако можеш подетално? Да. Повез. Секоја година Црвен крст на Република Македонија си организира надпревар по прва помош. Имаме општински, регионален и државен надпревар по прва помош. Секоја општинска организација си го организира општинскиот, после оди еден тим од секоја општинска на регионален и се бираат, мислам, 20-30 општински што одат на државен. Супер. Сега, работиме на секаков вид на повреди. Скршеници, отворени скршеници, затворени скршеници, рани со страно тело, имаме исто срцев удар, мозочен удар, ампутација на прсти се справуваме со таков вид на повреди. Секаков вид на повреди имаме на овие надпревари. На општинскиот се некои полесни. Имаме, например, изгореница, некоја помала изгореница, или имаме удар во глава, имаме затворени скршеници, обично затворените скршеници ги имаме на нозе. Јас сум тим лидер оваа година на мојот тим, мислам и лани бев.
одам директно на регионален, мислам. Меѓутоа и овде ги спремам волонтерите од нашата општина, ги спремам и за општински и за регионален, така да ќе видиме како ќе испадне. Ти посакувам многу среќа. Благодарам. Се надам стварно дека ќе поминеме супер. Ќе поминете со сигурност. Мисла- Со таква амбиција и таква спремност, резултатите и се оваа неизбежни, година, еве да ги пофалам сите волонтери од Македонска каменица, стварно многу се амбициозни, стварно многу работиме сите од Македонска каменица, така што се надевам дека оваа година тимот за регионална прва помош ќе ни биде само исклучиво деца од Македонска каменица. Секоја чест, само продолжете така и успехот И благодарам. не е гарантиран. Јана, исто така ти си и играорка. Да. Колку години 12 години, мислам дека сум играорка. во друштвото на Кудверавци, во во друштвото на Македонска Кудверавци. каменица? Браво. Да, 12 Значи години. ти си универзалка. Реално. Да, секаде помалку. Секаде помалку. Па сега, драги гледачи, е време и да спомнеме Јана, ќе имате можноста да ја видите на сцена во представа. Станува збор за представа која што ќе ја правиме во Македонска каменица, мое лично авторско дело во моја режија. Јана ќе биде ликот на наратор, кој што го има во представата. И јас навистина многу сум среќна што успеав да дојдам на некој начин до неа и токму такво девојче да ми попадне во моите раце, бидејќи Јана не само што е добар оратор, хуманитарец, добра играорка, амбициозна, одлична ученичка, таа е добар глумец. Искрено. Ова ви го искрено кажувам. Значи, Јана е се што треба да биде некој млад човек. Ова се моите зборови, моите мислење за тебе. Трудам. Знаеш, со глумењето ја немам уопште никакво искуство. Ама се справуваш. Да, реално се справуваш. Многу ми е интересно. Онака нараторот Што би им кажала ти на гледачите за нашата представа која што е во подготовка? Многу е реална, многу е вистинска. Верувам дека сите што ќе дојдете, ќе се препознаете. Мислам, не се навредувајте, меѓутоа можеби треба малку да се навредите и да се запрашате колку всушност е добро се тоа што ќе го видите и дали треба да биде се тоа така. Така што дојдете, видете, се надеваме дека малку ќе ве замислиме. Да, се надеваме дека ќе успееме да допреме на некој начин до публиката. Верувам дека ќе допреме. Да. Јана, сега малку, ако сакаш, јас имам подготвено една игричка да изиграме заедно. Може. Игричката ми се вика Или. Може. Па после тоа ќе се навратиме на твојата амбиција и на тоа каква личност си. Може. Епа вака. Кафе или чај? Чај, не пијам кафе. Тоа ти е добро. Јас превише кафе пијам, ама добро, јас обожавам кафе. Ја уживам во кафето. Кафето ми е, особено утринското првото кафе. Леле. Тоа е. Ја немам желудник за да пијам кафе, најискрено. Па не, Ме утепува, онака ме утепува. Значи- Забајдачки, нема шанс. Мислам никакво кафе. Тоа ти е добро до некој начин, бидејќи кафето не е ни толку здраво да се пие толку многу, не паѓам на таа пропаганда. Мислам сите ми се смеат кога им кажувам дека не паѓам на пропагандата за кафе, паѓам на многу пропаганди, на пропагандата за кафе не паѓам, нема сила. Супер. Импровизација или подготовка? И двете. Книга, добра книга или добар филм? Добра книга. Ноќна птица или рано наутро? Ноќна птица. Дневна шема или ноќна шема? Ноќна шема кафе или ноќна шема журка? Се под ноќна шема се подразбира журка. Ноќна шема. Ноќниот живот, леле. Ја не знам последен пат кога имам излезено од како станав мајка. Имам 16 години нормално дека ноќна шема. Така е. Сега, штикла или патика? Патика. Спортски надпревар или представа? Представа. Добар филм или добра театарска представа? Добра театарска представа. Супер, Јана. Сега, ти си очигледно е дека си преактивна со различни активности. Добро, девојче, од каде ти доаѓа таа енергија и таа мотивација?
Од каде го црпиш тоа? Дај кажи ми да идам да си земам малку. Ми треба и мене. Мислам, јас имам доволно мотивација, инспирација да правам се, али пак. Твоето е превиш. Не знам, едноставно Тоа си го носиш во себе. да, тоа си го носам во себе. Да. Ако си одам дома, одма после школа, во еден попладне, никако не ми е тоа како да си го трошам денот за џабе. Мора да имам активност. Значи денес мора да имам активност, мора да си одам во 7 дома. Нема како да си одам во еден. Така. Некако денот подобро да немам воопшто енергија, подобро да немам време за многу работи, отколку да одам дома и да лежам и да немам Ништо да не ништо правиш. активност. Значи, подобро. Не си човек кој што сака да стои на место. Да, сакам продуктивни денови, сакам активности, сакам Браво. да сменам нешто, сакам да слушам некоја нова идеја, да имам убав разговор со некој. Супер, Јана. Јана, која е твојата порака до младите? Што сакаш да им кажеш и да им пренесеш? Да се ангажираат повеќе. Значи, ангажирајте се повеќе, онака имате цел живот пред вас, имате простори за грешки, имате простори за експериментирање. Ангажирајте се повеќе, верувајте дека многу малку треба за да се смени нешто и во општеството и во секојдневието. Така што не правите ништо ако тапкате во место. И да грешите нешто, пак правите нешто што може би е добро. Затоа подобро ангажирајте се него да чекате на друг. Браво, Јана. Јана, навистина ми беше мило што беше моја гостинка. Ти посакувам премногу успех, бидејќи го заслужуваш и знам дека еден ден кога ќе ги достигнеш сите цели, нема да ме заборавиш. Нема да те Супер, заборавам. фала. Фала ви на вас многу што ме поканивте да ви бидам гостинка. Чест и задоволство ми е да бидам денеска тука со вас. Ти благодарам. Ви посакувам многу успех, ви посакувам Благодарам, многу Јана. гледаност. И да, ви посакувам Супер. убав ден. Ти благодарам, Јана. Сега, пред да завршиме, јас би сакала да упатам уште една благодарност до нашите пријатели. Flux Cafe Premium, место каде што за место за кафе и средби и каде секоја голтка те инспирира за нов разговор. Тато студио Оскар, уметност врз кожа, приказни без зборови. Ако сакаш нешто што ќе те краси цел живот, тоа е местото. Media Point, твојот партнер за дигиталниот свет. Добрата содржина заслужува добра платформа. Ви благодарам што бевте со нас во уште една епизода. Се гледаме.